Не е само Катица Јанева, и другите обвинители од СЈО добро се нафатирале за време на нивниот мандат. Најплодна година за сите обвинители била ланската, тогаш најмногу се збогатиле. Најмногу се офајдила обвинителката Елизабета Јосифовска. Освен редовната плата, таа земала дури 107.000 евра дополнителни пари како надоместоци. Фамозниот бонус за доверливост за неиздавање важни информации од бомбите, кој е класифициран како други договорни услуги, им се исплаќал на сите обвинители речиси подеднакво. И годинава заклучно со августовската исплата изнесува од 2440 евра месечно. Да подсетиме, Катица Јанева по овој основ земала 4000 евра месечно. Така наречениот бонус за доверливост стартувал од за обвинителите скромни, а за јавноста енормни 1140 евра месечно. Од септември 2016 бонусот пораснал на 1500 евра, за од октомври 2017 година да се зголеми на 2440 евра месечно. Јосифовска цели 4 години примала огромни бонуси за доверливост. Секој месец примала и 400 евра за кирија и 43 евра за транспортни трошоци. Во текот на 2015 и 2016 година таа била исплаќана и од матичното обвинителство од Гостивар за транспортни трошоци и врз основ на судски решенија. Втора на листата е обвинителката Лиле Стефанова. Освен редовната плата, таа земала дури 94.000 евра бонуси од СЈО. Износите на бонусите за доверливост се исти како и кај Јосифовска, но во 2016 и 2017 и биле исплаќани и 350 евра месечно за кирија и 53 евра на име транспортни трошоци. Пред ангажманот во СЈО во 2015 година Стефанова примала слични надоместоци од основното јавно обвинителство за гонење организиран криминал, но во помали износи. Киријата тогаш изнесувала околу 250 евра месечно. Во топ 3 обвинители со највисоки бонуси се вбројува и Бурим Рустеми. Тој вкупно инкасирал нешто над 90.000 евра. Освен стандардните надоместоци за доверливост, примало и 4200 денари месечно за транспорт од Куманово до Скопје. Фатиме Фетаи заработила над 87.000 евра за 4 години, но само за да молчи за информациите од бомбите. Фетаи не примала надомест ниту за кирија, ниту пак за патни трошоци. Слични суми на име бонуси добиле и обвинителите Трајче Пеливанов и Габрил Бубевски од 86.234 евра, односно 85.000 евра. И двајцата, исто како и обвинителката Фатиме Фетаи, добивале надомест само за доверба, но не и за сместување во главниот град. Ленче Ристоска, една од најекспонираните обвинителки во јавноста, се чини најлошо се испазарила со обвинителството. Секоја година добивала иста сума за бонуси како и другите обвинители, но вкупно инкасирала 72.520 евра, само затоа што таа, за разлика од другите, не добила еднократен бонус за доверливост во последниот месец од 2015 година. Сите додатоци на поранишните специјални обвинители, освен платата, се јавно достапни на платформата Отворени финансии, која владата ја промовираше пред неколку дена.